Ке зборуваме за една прекрасна тема, бидејќи се наоѓам во еден од најимпозантните објекти во старата Скопска чаршија, тоа е Чифте Амам. Не дека само Чифте Амам, Националната галерија ги има најубавите објекти како галерии во градот Скопје. Утре вечер во Чифте Амам една прекрасна изложба на наш познат, признат, светски реномиран уметник Томе Аџиевски. Кураторка е доктор Ана Франговска. Добро утро, како сте утрова? Добро утро, па покрај тебе и во ваква една атмосфера, супер, со оглед на времето надвор, тука е навистина топло и убаво, пријатно. Така, колку што можам да забележам, сите веќе простории се подготвени, вашите луѓе од рано наутро тука се во сите простории, мислам дека тоа и уметникот Томе Аџиевски ќе го потврди, мислам дека сте при крај за утрешното отворање. Вие сте куратор, ајде малку да ни објасните за изложбата. Да, дефинитивно денеска се финалните подготовки за утрешното отварање на изложбата на Томе Аџиевски, насловена доста, можам да кажам, провокативно, Once Upon a Time in the East овој пат, и тенденциозно насловот е оставен или во латинична и во англиска форма. Ова е доста занимлив проект на Томе Аџиевски, кој што на некој начин го продолжува неговиот интерес, кој што се провлекува во неговото творештво од почетоците во различни фази од неговиот авторски раст па се до денеска, а тоа е на некој начин критика на глобализмот и на капитализмот и навраќање на одредени поенти од историјата и од историјата на уметноста, кои имале исклучително важно значење и биле пресвртница за тоа што денеска уметноста е. Критика исто така и на состојбите со уметноста во нашиот регион, во овој дел од Источна Европа, колку успеваме или не успеваме да се наметнеме на останатиот дел од Европа или од Америка. И сето тоа укажува на некакви омажи или аспекти и акценти од развојот на руската авангарда, каде што всушност се смета за една од првите револуции во историјата на уметноста и кога циклично може да се каже дека доаѓа до еден врв на нови сознанија во уметноста, за да по неколку децении одново се случи во времето на концептуалната уметност или потоа во постмодерната. Така да, мощни интересни увидувања за развојот на современата уметност и за прашањата за развојот на современата уметност. Светлото, знам дека се изгасна, ќе те замолам да интервенираш и слободно можеш да не напуштиш, бидејќи сакам да го продолжам разговорот со нашиот Томе Аџиевски. Навистина, може првин да ни кажете од кој материјал е овој перформанс и пред се зошто таков наслов? Беше тоа еднаш, јас ќе го кажам на македонски, на истокот. Исклучително интересно ми беше да работам токму врз база на овој наслов. Некако целиот концепт се врзува за насловот. Прво, да спомнам дека овој наслов е многу експлоатиран токму во филмската уметност и прекрасни остварувања се врзуваат за овој наслов, да речеме Once Upon a Time in the West на Серджо Леоне, потоа Once Upon a Time in Hollywood на Тарантино и неколку други остварувања, што за мене, да речеме, кога ги анализирам тие остварувања, многу убава реминисценција на времињата во кои се навраќаат тие остварувања, така да јас првично се врзав за тој наслов и продолжи целиот концепт да се развива. Мене интересот ми беше уметноста, посебно источно европската уметност, зашто, да речеме, таков колапс настанува после, да речеме, Втората светска војна, воопшто никаков позначаен развој во уметноста наспрема она што источно европската уметност била пред војната, пред Втората светска војна, руската авангарда и така натака. Ова зад нас е
може вака малку само да оставиме простор за гледачите. Материјалот кој? Материјалот е метал. Метален лим. Метален лим. Потоа бојадисан. И во сите простори е исклучително... Значи, материјалот во принцип е метал со тоа што ги комбинирам материјалите. Најчесто два материјали. Во зависност од она што сум сакал да го кажам, но еве конкретно овдека се метални лимови. Така, утре вечер во 19 часот и 30 минути е отворањето. До кога ќе биде изложбата? Па еден месец мислам дека трае. Можност. Да, еден месец, така е планираат. Предпоставувам дека така ќе биде. Кога влеговме во Чифт Амам, дали можеме да забележиме дека секоја инсталација, ако можеме така да наречам, е своја приказна или сепак има почеток и крај во сите простори? Секоја си е посебна за себе, но приказната е една. Тоа е тоа навраќање на источно-европската авангарда, пред се руската авангарда, но еве да речеме конкретно ова дел овдека се вика Жолтата река. Значи, идеологијата во тоа време која што била доминантна, која што продуцирала извонредни дела, таа идеологија не била само во Русија, туку цела Источна Европа, а конкретно ова Жолтата река е асоцира на Кина. Да речеме така да, ако внимателно се читаат насловите, сето тоа е едно подсетување на тие значајни времиња во кои што источноевропскиот уметник творел. Така, сакате да кажете дека навистина тоа се рефлектира, таа источна култура, навистина, мислам дека не само културата, и филозофијата и начинот на живењето. Па Малевич е една творба токму на таа источноевропска култура. Речеме да не било тоа тој негов влез во источноевропската медитација конкретно, не би настанале тие извонредни дела. Така. Сакам да ве прашам, каде го купивте овој лим? Ова целиот материјал, 90% од материјалот кој што верувам некој нешто скапо купено. Па вака, значи не е нешто многу ефтино, но не е ни премногу скапо. 90% од материјалите кои што ќе ги видат посетителите се од отпад набавувани. Тоа ми одговараше, полесно ми е за работа, не се оптеретувам со тоа дали нешто ќе сгрешам или така натака, така да... Ни кажавте пред да биде вклучувањето, затоа и ве прашав, навистина многу лесно достапно, како се вели само уметникот знае да ја види уметноста во секој предмет. Точно, треба да те води нешто, треба некоја патека да те води и после лесно ги пронаоѓаш и материјалите и идеите. Ке ви се заблагодарам за директното вклучување во утринската програма на Македонската телевизија. Ви посакувам голема посетеност и ги повикувам и гледачите и посетителите на вистина ова едно ремек дело, бидејќи сте на вистина и по идеја и како уметник посебен, уникатен, автентичен. Тоа не го кажуваат само во Македонија критичарите, европската, светската јавност и мислам дека има што да покаже Националната галерија, особено во просторот во Чифт Амам. Благодарам многу. Почитувани, навистина имавме едно ексклузивно интервју и разговор и вклучување во утринската програма на Македонската телевизија да бидеме со нашиот познат и признат уметник Томе Аџиевски.